Бесплатни апчиња им биле делени на студентите во кампусот факултети во Скопје. Пакување со 2 апчиња им било нудено на студентите во дворот на УКИМ со образложение дека истите позитивно влијаеле на концентрацијата. Случајот го обелоденија загрижени родители, а по објавата следеа лавина реакции на социјалните мрежи. Еден ТВ истражуваше и дојде до податок дека Бионика Pharmaceuticals, компанијата која го промовирала производот Vigorix Intense, дозвола за тоа добила од управата на ректоратот. Оттаму вела дека ги имаат и сите потребни дозволи за продажба на овој производ. Ние во Бионика Pharmaceuticals изразуваме загриженост за реакциите на јавноста во врска со одржаните промотивни активности на додатокот на исхрана Vigorix Intense на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на 24.10.2018 и ја информираме јавноста дека промоцијата на Vigorix Intense е одржана со официјално одобрување од управата на ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Производот Vigorix Intense е во властена продажба во сите аптеки ширум земјата, како и во Република Србија и во Република Словенија. За потребите на промоцијата на Vigorix Intense беше изработено специјално промотивно пакување, а во редовна продажба производот може да се најде во комерцијално пакување. Производот не е лек, туку додаток во исхрана, потврди за еден ТВ Агенцијата за храна и ветеринарство. Вела дека производот е увезен од Словенија и пуштен на македонскиот пазар со дозвола од агенцијата. Производот е одобрен по утврдување на усогласеноста на приложената документација за производот со националните прописи кои се однесуваат за оваа група на производи и документите, известување од Агенцијата за лекови и медицински средства Скопје и стручното мислење од страна на Институтот за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет од Скопје дека производот не е лек. Случајот стигна и до Министерството за здравство. Министерот Венко Филипче за еден ТВ ги потврди информациите дека производот не е лек, туку додаток во исхрана и дека компанијата ги обезбедила сите потребни документи за негово увезување, дистрибуција и продажба. Неколку луѓе се обратија директно со порака, некои ваши колеги новинари исто така со кои што разговарав утрово и врз основа на тоа сликите што ги добивме од тие препарати кои што седеле во рамки на кампусот на УКИМ, разговаравме со компанијата која што ги регистрирала. Не станува збор за лекови, станува збор за суплементи, односно додатоци на храна. И во таа смисла не се регистрирани во Агенцијата за лекови, туку во Агенцијата за храна и ветеринарство веќе повеќе години. А тоа што се случувало изминатите денови е некоја промоција на тој препарат, кој во чиј состав има витамини и мала доза на кофеин, што го проверивме врз основа на упатството кое што е таму, кое што се дели заедно со препаратот. Во упатството освен кофеин наведено е дека производот содржи екстракт од корен на женшен, екстракт од семена гварана, пченкарен скроп, желатин и друго. Дистрибутерот навел повеќе позитивни реакции од конзумирањето на овој препарат. Дел од нив се подобрување на енергетскиот метаболизам, намалување на заморот и исцрпеноста и подобрување на концентрацијата.